Ова е новиот подкаст на Плюс Инфо. Моето име е Костадин Геровски и ова ќе биде еден нов медиумски проект кој што планираме да го понудиме на публиката во следниот период кој што доаѓа. Тоа е еден предизвик и за нас, на кој што ќе се надеваме дека ќе одговориме позитивно. Во овој продукт ќе се вложиме да дадеме нови луѓе со нови идеи и секако, ако ви се допаѓа овој продукт, можете да не заследите на нашиот YouTube канал. Тоа е каналот Плюс Инфо МК. А мене ми е драго што за нашата прва емисија наш гостин ќе биде едно етаблирано лице во македонската јавност. Тоа е Тимчо Муцунски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Здраво, господине Муцунски. Добро вечер, благодарам за поканата и честитки до вас како медиум што превземате вакви чекори, како што има влијание современата технологија врз нашите животи, секако тоа има и врз вашата дејност. И затоа за поздравување вашиот чекор и ви посакувам и многу успешни емисии понатаму. Оно што е интересно во вашата биографија, освен што сте подпредседател на ВМРО ДПМН и младо лице, е дека имате академска кариера, академски пат. Тоа е вашето професорство по реторика и римско право на правниот факултет во Скопје. Дали можеби овој момент во вашата кариера, предавањето, беше клучен за да ве врзе со политиката, да влезете во политиката, бидејќи, да речеме, во нашето политичко небо и други политичари влегле така, да речеме Владо Бучковски, па дури од помладите Димитар Апасиев, или можеби приказната беше нешто сосема несекојдневна. Да, па тоа е мојата професија. Науката, академската работа е мојата професија. Јас секогаш велам, ако сакате да сте успешни во политиката, не треба таа да биде ваша професија. Туку треба да имате некое работно место, организација од која што ќе донесете некое дополнително знаење, дополнително искуство, со кој што ќе помогнете државата и делот на политиката во кој действувате да стане поуспешна. Не мислам дека работата на факултетот влијаела да бидам активен во политиката. Најчесто политичката активност е прво лично субјективна одлука, дека сакате нешто да промените и начинот на кој што јас сметам дека можам јас најефективно да придонесам кон тие промени е преку моето учество во политичка партија, создавање на добри програми, создавање на добри политики, соработка со луѓе со кои што имате исти или слични идеолошки гледишта, и тоа не го гледам барем јас така не ги гледам работа, дека тоа е поврзано со мојата универзитетска работа. Мојата универзитетска работа треба и мора да биде деполитизирана. Бидејќи јас работам таму со студенти кои што имаат можеби одредени политички гледишта, можеби имаме спротивставени политички гледишта, но ние на универзитетот соработуваме за тие да добијат подобро знаење, да добијат искуства и знаења кои што ќе им помогнат во нивниот понатамошен кариерен развој. Јас работам за да придонесам од гледна точка на научното творештво кој што заедно и со луѓето со кои што соработувам го создаваме, да се афирмираме прво дома, но исто така да афирмираме македонската наука надвор. И тоа е еден посебен дел од мојот живот кој што итекако е значаен, во кој што итекако давам придонес независно од тоа што сум активен во политиката, но по мене нема врзни точки помеѓу тие две работи. Чичул има една мисла дека кој на 20 години не е социјалист нема срце, а кој на 40 години не станал конзервативец нема памет. Дали вашето изградување, политичко градење како личност одеше по тој пат или можеби на друг начин? Па добро, кога сте млад секако имате по-широки и поотворени гледишта по многу прашања. Посебно јас би рекол по прашањата кои што се поврзани со социјалните политики и социјалниот аспект на нашето живење. Што се однесува до идеологијата, за жал, многу често таа кај нас има некое изопачено толкување, односно најголем дел од луѓето и кои што се активни во политиката не ни знаат што е политичката идеологија.
Тие знаат што се политичките партии, но не ја познаваат добро политичката идеологија, чисто идеологијата на својата партија. И затоа гледате измешани ставови, хаотични изјави и многу често се случувало во минатото да политички партии кои што се репрезенти на пример социјалдемократија да покажуваат десничарски тенденции или партии од десницата да покажуваат премногу социјалдемократски или левичарски елементи во своето действување. Јас сум десничар по убедување, посебно во делот на прашањата кои што по мене се најзначајни за нашата држава, во делот на економската политика. Јас сум десничар по убедување за начинот на кој што државата треба да интервенира не само во стопанството, туку и во животот на граѓаните, како и секој млад човек има социјални теми по кои што имам можеби некои сваќања кои што некој би ги сметал за малку по-либерални, не леви, не би рекол леви, но некои сваќања кои што се по-либерални, кои што се тенденција на живењето кои што ние го имаме како млади генерации во денешното време. Но и како верувам во потребата од афирмирање на семени вредности. Тие многу ни недостасуваат во последниот период, би рекол, во нашата држава. И затоа сметам дека, барем јас се гледам по тоа дека сум во политичката партија каде што идеолошки припаѓам да бидам. Во Македонија десничарите и да се биде десничар, особено економски десничар, тоа што го велите како државата ќе се постави кон приватниот бизнес, можеби е нешто што е стигматизирано. Дали сметате дека, бидејќи Македонија изградена една, да речеме, социјална матрица, значи нашите две востанија, Линденското и Асном, беа практично, има еден социјален момент внатре. Дали во денешно време се стигматизирани луѓето кои што направиле пари во Македонија, кои што сакаат да направат, кои што го имаат оној претприемачки дух, западен, проамерикански, и дали се ослободивме ние од тоа табу? Се согласувам со вас дека има стигми во тој дел и голем дел од нив се поврзани, исто се согласувам за вашата констатација, тоа потекнува една поскорешна историја, односно од периодот на Југославија, кога имало сериозна индоктринација во некои вредности кои што и тогаш не функционирале реално, како што државата се обидувала да ги наметне врз луѓето. Односно и во тој период имало и побогати и посиромашни, иако имало обиди за создавање на перцепција дека не постои таква нешто. И сега како остаток на тие гледишта, мислам дека да, во нашето општество моментот премногу барем кај одредена демографска, малку повозрасна група на граѓани, деловниот успех, предприемништвото од гледна точка на пристапот на младите, па и на сите генерации кон економското окружување во кој што функционираме, навистина се гледа во негативна гледна точка. Како еден попрост пример, ќе го кажам тоа. При едно мое скорешно патување во Соединетите Американски држави, во една дискусија со еден експерт за американската политика, тој велеше, знаете, која е суштинската разлика помеѓу Соединетите Американски држави и одредени други земји, посебно тие на европскиот континент. Вели, ние гледаме кон бизнисот позитивно. Бизнисот е партнер, бизнисот е тој кој што плаќа даноци, бизнисот е тој кој што вработува луѓе и ние мораме да направиме се што е возможно тој бизнис да му помогнеме. И затоа тој феномен по кој што Доналд Трамп беше многу успешен, cutting red tape, односно дерегулација и во делот на административни бариери, и во делот на економски бариери се покажа како успешен. А кај нас, тоа е малку и европски феномен, но кај нас и како застапен, ние кон деловната заедница гледаме со голема скепса, гледаме со резерва. Секој успешен бизнисмен, кога зборувате со некој пријател, се сомневате дека нешто криминално направил. Да, точно е дека има и криминал, точно е дека има и корупција, но истовремено точно е дека во Македонија има многу успешни луѓе. Јас познавам многу такви кои што постигнале значителен финансиски и економски успех и во Македонија и преку Македонија надвор од нашата држава, соработувајќи со земји и од голем број на пазари, не само европски, туку и подалечни. И тие луѓе се тие кои што ние треба да ги негуваме, бидејќи значајни се странските директни инвестиции. Да, застапник сум на теза дека треба да привлекуваме повеќе странски директни инвестиции, но уште поголем застапник сум на теза дека треба да создаваме што е можно подобра деловна клима,
за тие луѓе кои што имаат пари во Македонија, да ги мотивираме да ги инвестираат понатаму за заеднички економски развој. Да, значи прилично се совпаѓа овој став со, да речеме, ставот на економската десница од, да речеме, републиканците во САД, една капиталистичка, прокапиталистичка мисла. И тука би сакал, можеби биографски, тоа што мене ми беше интересно, вие сте го поминале дел од детството во Вашингтон, основното училиште, но потоа се враќате за да завршите во Љубен Лапе, за потоа во средното училиште да одите во Канада, Отава, да сметам. И за потоа во студентските денови повторно да се вратите и да се вклучите во политиката. Што беше причина за едно вако? Зошто не останавте, например? Јас, освен таа година и пол кој што ја пројдов во Македонија во основното училиште Љубен Лапе, целото основно и средно образование го завршив на северноамериканскиот континент, во Соединетите американски држави и во Канада. Кога завршив средно образование, бев 16 години, бев доста млад, имав пред мене сериозна одлука. Дали имав многу можности да останам да студирам посебно во Канада, или дали ја се вратам во Македонија. И тука искрен ќе бидам, многу сум благодарен на моите родители, кои што воопшто не ми правеа никаков притисок во делот на одлуката која што ќе ја донесам. Оставија на мене да одлучам каде сакам да го градам моето образование, каде сакам да ја градам мојата иднина, иако верувам дека интимно многу повеќе посакуваа да се вратам во Македонија, бидејќи тогаш завршуваа професионалните ангажмани на мојот татко во Канада, и тие се враќаа, но сепак не ми влијае. Одлуката беше моја и само моја. Тоа е еден чуден сентимент кој што го имате, кога живеете надвор од Македонија, имате чувство дека има нешто тука кое што треба да го видите, некоја средина во која што треба да видите. Не велам повеќе ја сакате својата држава, не велам дека тој што живее надвор повеќе ја сака својата држава, но чувствува подлабока емоционална поврзаност, бидејќи не е присутен тука. И од таа гледна точка јас Тоа победи. Тоа победи, емоцијата, како е што најчесто и се случува кај секој млад човек. Но не се кавам за мојата одлука. Сметам дека добив одлично образование на правниот факултет. Ден денес соработувам со луѓе со кои што сум почнал уште како нивни студент, па сега имам чест и привилегија да бидам нивни колега. Тоа не ме спречило да се надградувам и на семинари, на обуки, на доедукација, различни студиски посети на различни врвни универзитети по светот. И сметам дека е одлука која што ме донела таму тука каде што сум денес. И од таа гледна точка, да, има многу работи кои што може да бидат подобри во нашиот образовен систем, но сметам дека со мали промени, мали нијанси, малку повеќе вложување, има капацитети да бидеме многу повисоко од каде што сме сега. Америка и Канада се два различни света. Можеби ќе се согласите, Канада на трудо денеска е или некоја прогресивна сила, прогресивна левица, каде што модерна левица, каде што дури Трудо викаше ние можеме да изфрлиме заменката mankind, затоа што е многу навредлива, па ќе биде people kind, значи они одат во една друга насока, да речеме, од американските вредности. Каде би можеле тука да ја најдете таа разлика? Дали Канада отиде премногу во тие identity politics, во тие или во Канада секој ви вели I'm sorry за се и се што, или може би повеќе сепак ви остави впечаток Њујорк и таа средина? Да, идеолошки многу различни се општествата во Канада и во Соединетите американски држави, и многу е различен пристапот на државата кон целокупниот правен, политички, економски систем, но различен е и пристапот на граѓаните кон државата. Добре. А Канада е држава која што има, например, универзално здравство. Каде што секој граѓанин има пристап до бесплатен здравствен систем, и таму приватното здравство е скоро и непостоечко. Дури се сеќавам како средношколец таму имаше огромен скандал на еден до тогашниот актуелен премиер Пол Мартин, кој што инаку беше мултимилиардер човекот. Скандалозно беше тоа што отишол во едно од тие ретки здравствени клиники
на преглед. Додека во Соединетите Американски држави сите знаеме дека таму практично Ако можат ќе го приватизираат. па приватно скоро целосно е приватно, има одредени елементи на јавно здравство поврзани со тие политики уште од времето на претседателот Обама, но независно од тоа, како што е пристапот во здравството, генерално Канада има таков полевичарски менталитет, одредени социјални вредности кои што се многу позастапени од Соединетите Американски држави. И да не се заборави дека пред Трудо да стане премиер, скоро 10 години конзервативната партија на Канада, предводена од Стивен Харпер, беше власт. Но тие вредности носечки на тоа социјално општество, па дури и на тие либерални перцепции, во тој период не се сменија. Затоа и канадската конзервативна партија ни оддалеку не е таква десница како американската републиканска партија, но различни држави за живење и функционирање се, иако граничат, нели, имаат огромна физичка граница меѓусебна, и имаат различен сет на вредности кога се во прашање како државата функционира и како граѓаните се однесуваат кон државата. Но менталитетот на луѓето во делот на деловните прашања, како што рековме, во делот на бизнисот, во делот на исти канаѓаните се такви тврди типови кај што ќе одам сам, ќе успеам. Има таков менталитет на предприемачки дух, на развивање на креативност, на афирмирање на способноста, посебно на младите луѓе во општеството. Има, генерално јас би рекол, еден социјален дух на меѓусебна поддршка помеѓу луѓето. Во тие општества се радуваат на успехот. Бидејќи со радост спрема успехот, и ти сакаш да бидеш како тој што успел. И тоа јас го гледам како една позитивна сила во општеството, нешто што малку ни недостасува кај нас. Кај нас често се случува кога ќе видите некој успешен човек, успешна личност, да барате причина зашто тој е успешен. Му помогна некој. Наместо да речеме, видете, тој успел, создал одреден финансиски бенефит за себе си, направил некој успех во делот на уметноста, во делот на културата, и јас сакам да бидам успешен како него. Дајте да го прашам што направил да биде успешен. Во тие две општества тој менталитет го имате. Звучи тотално различно од нашата средина, секако подобро. Значи нема голема разлика во смисла, еве тука ќе прашам за младата генерација. Многу луѓе го следат подкастот на Џордан Питерсон, Бен Шапиро. Тие Џордан Питерсон и доаѓа од Канада, меѓутоа се залага за враќање на некои традиционални вредности, кршење на постмодернистички наратив. Сметате ли дека еве сега Бајден и Трамп ќе се пресметаат во ноември? Ајде да биде прашање во Бајден или Трамп, кој има повеќе шанса да победи? Тешко е да се предвиди, дури и тие што ги работат анкетите во Соединетите Американски држави ќе ви го кажат истото. Еве ја ќе ви дам едно лично мислење. Кога почна кампањата во републиканската партија, јас уште на неколку пријатели во тој момент им реков, личноста да се следи е Ники Хејли. Таа беше мој личен, еве ако можам да кажам, фаворит во рамките на републиканската партија, бидејќи сметам дека беше дека е вистински конзервативец со она што они го нарекуваат трек рекорд, има успех како гувернер на Северна Каролина, била добар амбасадор во Обединетите нации, но извесно беше и тогаш дека републиканската партија во моментот е партијата на Доналд Трамп. Така да мој лично откажа Вивек Рамасвами. Уште Хејли остана во трката, но очекување дека ќе мора и таа извесно да се откаже во следниот период. Во Соединетите Американски држави, како што знаеме, не е клучен вкупниот број на гласачи за кого ќе гласаат, односно така наречениот popular vote, туку е клучен тој electoral college кој што се создава, односно прв да стигнете до 270 од тој electoral college, кој што е зависен од секоја сојузна држава, има различен број кој што го дава кон вкупниот збир што се создава. И од таа гледна точка, едно 10 до 12 сојузни држави се значајни за да определат кој ќе стане следен председател на Соединетите Американски држави. И не е само прашањето дали вие ги гледате анкетите кои што ги има на ниво на држава, бидејќи извесно е дека источниот брег
посебно сојузната држава Њујорк, сојузната држава на пример Њу Џерси ќе ги победи Бајден секако и Калифорнија ќе ја победи Тоа Бајден се секако. традиционално сини држави. Текстот знаеме дека ќе ја победи Доналд Трамп, но клучното прашање кој ќе го победи Пенсилванија, кој ќе ја победи Охајо, затоа да не ги гледаме само анкетите кои што велат 49-45 за едниот или за другиот, тука некаде се блиску се по анкетите, да ги гледаме тие сојузни држави кои што се клучи. Потоа што во моментот можам да го видам, фаворит е Доналд Трамп. И мислам дека денес да би биле изборите, постои сериозна можност тој да го победи Бајден. Има други фактори кои што ќе бидат знак прашање. Војната во Украина, претпоставувам. Па прашањето ќе биде не само војната во Украина, клучно прашање и војната помеѓу Палестина и Израел, бидејќи генерално посебно кај младите гласачи во Соединетите американски држави се гледа создавање на еден пропалестински сентимент, кој што нешто што не му одговара на Бајден, бидејќи клучна демографска група кој што му овозможи да победи на последните избори беа младите. Так. Во моментот младите не се наклонети кон Бајден. Тоа значи дека тие веројатно не значи дека тие ќе гласаат за Трамп. Може да останат дома, но сериозно ќе му наштетат на неговите шанси да ги победи тие сојузни држави кои што се критични за победа. Колку ќе се мобилизира неговото гласачко тело. Додека на Трамп гласачкото тело, републиканското, ќе видите дека е нив сериозна мобилизација, затоа што анкетите покажуваат дека голем дел од тие луѓе до ден денес се убедени дека последните избори пред 4 години беа, народски кажем, украдени. Да. Така. Мене ме интересира дали во младината во ВМРО-ДПМН клони кон овие американски, да речеме, американска десница или повеќе оди кон некоја европска десница? Дали го има тој некој урбан, да речеме, ветер таму, дали дува или? Па тоа е логична дилема, затоа што европската десница е многу различна од десницата во Соединетите американски држави. Значи дури идеолошки ако гледате по однесувањето и действувањето посебно на нашето пошироко семејство Европската народна партија, тоа е идеолошки поблиску можеби до Демократската партија во Соединетите американски држави, но факт е дека Демократската партија во Соединетите американски држави да ставите во контекст на Европа, односно да ги сменате луѓето, ќе видите дека таква левица каква што има во Европа во Америка нема. Тоа на прогресивно едно мало крило има во Демократската партија кој што и практично не функционира. Затоа се согласуваме со првата констатација, различна европската и америчка и десницата во Соединетите американски држави. Сметам дека и нашиот континент е различен. Историското окружување на нашите држави е различен и затоа по многу теми е тешко тука да споделувате дел од тие малку поддесни вредности кои што ги има во Соединетите американски држави, бидејќи не се прифатливи за најголем дел од граѓаните во нашата држава и на нашиот континент. Сметам дека има прогресивност во ВМРО-ДПМН, посебно кај младите луѓе. Јас тој збор прогресивност за жал гледаме како се искористува многу како демагогија и гола реторика, посебно од одредени партии во левицата во Македонија, како што кажав. Тоа што значи дека вие го афирмирате семејството. Тоа што вие ставате примат на одредени конзервативни вредности, не ве прави ретрограден, бидејќи на прогресивноста нели антиподија да бидете ретрограден. Не значи тоа дека сте ретрограден, тоа значи дека имате сваќање базирани на ваше минато, на ваше семејство, на ваше искуство, на ваше гледиште кон иднината, со кои што сметате дека треба да бидат ставени на пиедестал во нашето општество. И затоа сметам дека може едно со друго оди. Оди, компатибилно е по мене. Да. Сега, кога сме веќе кај тие наративи кои што сега се прават предизборно, да речем, во врска со ВМРО-ДПМН, од едната страна имаме Европски фронт, кој што веројатно се бори исто со своји наративи. Една од работите која што создава фама е доаѓа времето на ВМРО-ДПМН, веројатно ќе има успех на изборите. Што ќе направи во врска со уставните измени? Дали како се справувате со тоа што дури американската амбасадорка Гелер вели дека вие дури предизборната кампања морате да кажете, да навестите како ќе се справите со ова? Дали е тоа праведно?
Па добро, европскиот самопрокламираниот Европски фронт, само да се навратиме во последните месец до два, е Европскиот фронт на напад на зградата Немнав, Европскиот фронт на набавка од страна на државна лотарија на неколку илјади нови слот машини, Европскиот фронт на кој што роднина на еден висок функционер на 27-8 години купи зграда од неколку милиони евра во центарот на градот Скопје. Европскиот фронт е фронтот кој што доби по мене најнегативниот, но еве да заклучиме, еден од најнегативните извештаи од Европската комисија за напредокот на Македонија во последните години. Тој самопрокламиран Европски фронт. Во реалност, далеко од Европа се тие луѓе. Тие луѓе не можат да решат ни најмал локален проблем, камоли да имаат соодветен пристап кон прашање кои што од стратешки надворешно политички приоритет за нашата држава. Мислам дека во Македонија се предимензионира влијанието на меѓународната заедница, и тоа сум го нагласил неколку пати. По мене е сосема очекувано на пример амбасадор на Соединетите Американски држави да даде интервју во кој што ќе каже очекуваме граѓаните треба да очекуваат од сите политички партии одговор на клучните прашања, бидејќи и тоа е изборна програма. Така да јас не гледам ништо нити навредливо, нити нешто што го гледам во негативен контекст од гледна точка на последната изјава на амбасадорката Агнер. Сметам дека таа даде логична изјава. Да, граѓаните треба да очекуваат одговори, со кој што јас целосно се согласувам. И таков одговор ние ќе дадеме. Прво, често може од гледна точка на прашањето со Бугарија. Во низа, веќе скоро една година, ВМРО ДПМН е политички субјект кој што нуди различни решенија за овој проблем. Ако се сеќавате, почна владата да зборува за хрватско решение. Да, некој хрватски модел. По модел на хрватскиот устав. И кога ВМРО ДПМН рече го прифаќаме, истата влада ретерираш. Бидејќи еден дел од владата не знаеше што е хрватскиот уставен модел, а вториот дел на владата знаеше, но блефираш. И двете страни се еднакво опасни и несоодветни за едината на државата, но тоа е реалност. Потоа рековме, подготвени сме да прифатиме и одложна примена на уставни измени. И тоа беше неприфатливо. Сега велиме, дајте да видиме кои се гаранциите на Република Македонија од гледна точка на известноста на патот кој што ќе го имаме во напредокот кон полноправно членство, затоа што гледаме 20 години назад како неправедно ни се создава неизвестност и дајте да видиме тој сосед кој што има очекувања од нас во делот на некое проширено нивно толкување за зголемување на малцинските права, дајте да видиме дали тој е подготвен да даде примат на почитувањето на правата на македонското малцинство кои што живее на територија на Бугарија. Тоа се оние пресуди на Европскиот суд за човекови права. Кој што се утврдуваат повреди на правата на македонското малцинство кој што живее на територија на Република Бугарија. И затоа во тој контекст ние секако како сериозен политички субјект не сме ние од оние опозицијски партии кои што политиката и нивниот пристап кон политичките прашања ги базираат над секојдневното мислење на граѓаните. Знаете, денес има едно мислење општото мнозинство, па ние така градиме политиката, утре како што ќе се смени, така и ние ќе смениме политиката. Ние сме опозицијски субјект кој што утре заутре претендира да ја води државата. И затоа мораме за сите клучни прашања да понудиме решенија кои што сметаме дека се најдобри, решенија кои што сметаме дека се добри за еднината на државата. Значи сметате дека има шанси да ние добиеме нешто од Бугарија, да се изразиме прилично пластично. Јас сметам дека доколку сте проактивни, доколку сме проактивни како држава, доколку го искористиме геополитичкиот контекст кој што ни оди во полза, дека можеме нешто да добиеме. А најдобар доказ за тоа е тоа што се случи, па веќе можеби еден месец помина, во Советот на ЕУ, кога видовме како пристапот на консензуалност се замени со пристапот на празно столче, кога беше во прашање почетокот на пристапните преговори за Украина. Јас сметам дека тука мислите на кафето на Орбан. Токму така. Патем еден мокен премиер со широк мандат на многу по влијателна и силна земја членка на Европската унија од што е Бугарија.
Јас лично, ако зборуваме за европската иднина не само за Македонија, туку и за регионот, сум застапник на ставот дека ова е едно мое, ако можам да кажам, предвидување во моментот, дека Западниот Балкан ќе биде еден пакет од гледна точка за моментот кога ќе дојде до пристапување. Има две различни гледишта во Европската унија. Едното е дека ќе бидат два пакети и сега битката на Македонија е нели да се придружи кон првиот пакет. Првиот пакет е нели Србија и Црна Гора. И Албанија сега известно се создава перцепција дека е дел од тој прв пакет, иако мене не ми е тоа толку известно. И Македонија, па сега ние формално не сме нели се уште дел од тие што го толкуваат тоа така дека има два пакети. Значи првиот пакет го водат Србија и Црна Гора, вториот пакет би се Косово и Босна и Херцеговина. И сега прашањето дали ќе биде дел од првиот или вториот, тие што го имаат тоа гледиште. Јас лично мислам и моето гледиште е дека Западниот Балкан веројатно ќе биде еден пакет кој што ќе биде абсорбиран од страна на Европската унија. Ако погледнеме историјата на европската интеграција, и таа ќе ве наведе на тоа, историјата на приемот на земите членки од Централна и Источна Европа. Тој голем бран на проширување кога се случи и тогаш имало некои кои што биле поподготвени од други, па сакале порано да станат земји членки, но не е тука само стандард. Да, стандардот е битен, да, реформите се битни, но исто така е битна политичката волја на големите земји членки. И затоа ние не треба да правиме, да продолжиме да правиме непромислени потези во надворешната политика, создадени врз основа на лажни очекувања, како на пример митот кој што СДСМ се обидува да го наметне во моментот, дека до 2030 Македонија ќе стане земја членка на Европската унија. Прво да кажам, би сакал тоа да е вистина. Значи, би сакал тоа да е реалност. Сметате дека нема шанси? Имало веќе неколку обиди. Почнува со словенското председателство, пред 2,5-3 години беше тоа председателство, кога прв пат Јанес Јанша се обидува во заклучоците, поддржан од неколку други земји членки, да наметне 2030 како датум кон кој што ЕУ ќе се обврзе кон нашиот регион за полноправно членство. Тоа не успева. Потоа има уште неколку обиди и тие обиди не успеваат. Тоа не значи дека Европската унија не посакува внатре. Не го велам тоа. Но велам дека Европската унија во моментот има внатрешни поделби, чувствува дека има потреба од некоја внатрешна реформа на така наречениот, не е тоа класичен уставно правен, но на уставно правниот и политичкиот систем, односно системот на policy making на носење на одлуки во Европската унија. Така, одлучување. Да, и потоа ќе се наврати пак на проширувањето. Но лажно е очекувањето за 2030 година, односно тоа што СДСМ вели, дајте ни сега мандат, ние ќе ја внесеме до крајот на мандатот Македонија во Европската унија. Тоа е ноторна лага. Так. Значи до 2030 година можеби нема да се реформираат некои делови од Европската унија по смисла на уставот на ЕУ, за тоа да се... Јас смятам дека до тој период може да се случат внатрешни промени на ЕУ, но потоа ќе следи периодот на абсорбирање на потенцијални земји членки. Јас сакам да искрено да зборуваме и да не ги лажеме нашите граѓани, бидејќи со лажните очекувања потоа се случуваат и огромните разочарувања, кои што меѓу другото се и причинители зашто и младите не се иселуваат и зашто има толкава недоверба во политиката. Наша уврска е ние да се ги завршиме реформите дома. Бидејќи тие реформи кои што од нас ги бара Европската унија се добри за нас, се здрави за нашето општество, се добри за нашата економија, за нашето здравство, за нашето образование и ние да бидеме подготвени по критериуми за моментот кога ЕУ ќе биде подготвена за нас. Да бидеме до тогаш со самите реформи, верувајте, ќе постигнуваме успеси. Господине Муцунски, денеска беше изгласан законот за игри на среќа во собранието, беше тензично, ВМРО ДПМН се противи жестоко. Претходно спомнавте како дел од скандалите на СДСМ, односно на власта, слот машини. Дали може околу тоа да видим што точно се случуваше? Па прво има еден обид да се представи дека тој закон е закон со кој што ќе се ограничи пристапот на игрите на среќа на пазарот. Односно, ајде да се вратиме на првата злоупотреба. Овој закон го стави на европско знамеце. Тој што ја знае, прво една од најголемите критики во последниот извештај на Европската унија, но тој што ја знае регулацијата на игри на среќа, знае дека во Европската унија нема ниту една директива или регулатива
кој што ги регулира игрите на среќа. И амбасадорот ГИР многу отворено тоа го има кажано. Значи пред неколку месеци ве критикува ЕУ дека го злоупотребувате европското знаменце, не чекате, повторно продолжувате со истата практика. Целта на законот не е да се ограничат казината, обложувалниците на 500 метри и другите приредувачи, не е тоа целта. Целта на законот е прво да се изврши легализација на неколку противзаконски одлуки кои што владата ги има донесено во последната година, поврзани со нова видеолотарија, нови онлайн лотарии и така натаму, одлуки кои што се донесени спротивно на законите, на важечкиот закон во тој момент, и целта е со нов закон сето тоа да се направи легално. Истовремено да се расшири пристапот на онлайн игрите на среќа, што по мене е еден страшно опасен феномен. И затоа сметам дека се работи за закон кој што следниот собраниски состав во најитен рок ќе мора да го стави вон сила. Истовремено, ако ме прашате за моje мислење, да, мислам дека има превисок степен на пенетрација на игрите на среќа во нашето општество. Но доколку сакате вие тоа да го решите, има искуства и начини како тоа можете да го направите. Еден пример да дадам. Целосно ограничување на маркетингот и рекламирањето на приредувачите на игрите на среќа. Да не може да имаат билборди, да не може да имаат реклами по телевизија и радио. Второ, целосно ограничување на како изгледа еден приредувач на игри на среќа од неговиот надворешен изглед на објектот во кој што го приредува тоа. Например, да не биде шарено, забавно, привлечно, црно-бела боја и да може да пишува спортска обложувална и се надеси. Сакам да кажам, има работи кои што може да се направат за вие да ограничите пенетрацијата кои што игрите на среќа го имаат. Но тоа не е целта на овој закон. Добро. А целта на овој закон е личните деловни интереси на луѓе од ДУИ и на луѓе од СДСМ. Тоа се покажува преку низата скандали кои што ги гледате поврзани со државната лотарија. Дел од нив објавени од ВМРО, да помена, дел од нив објавени и од голем број независни медиуми. Тоа е првостепениот елемент, а вториот елемент е давање на примат на онлайн игрите на среќа, кои што се по сите информации кои што ги имаме тесно поврзани со луѓе од ДУИ. Факт е дека ваква непромислена одлука, ваква одлука кој што ќе видат граѓаните, само ќе ја прошири пенетрацијата на игрите на среќа. Тоа го гледаме, например, ако целта е да се намали пенетрацијата на игрите на среќа, зошто државната лотарија набавува илјадници слот машини во истиот период. Има што може да се направи, има што треба да се направи во делот на регулацијата на таа дејност, но факт е дека носењето на овој закон става под ризик 15 до 20.000 наши сограѓани во моментот од гледна точка на нивните работи. Бидејќи тој сектор во приватниот бизнис вработува е меѓу најголемите вработувачи. И сериозно придонесува кон буџетот. Затоа вакви одлуки треба да се носат промислено врз основа на пракса кои што ги имаат многу земји. Јас се согласувам дека целта треба да не биде намалување на игрите на среќа. Но целта на овој закон не е тоа. Ајде сега да зборуваме за престојните избори. Анкетите велат дека ВМРО ДПМН убедливо води и дека веројатно ќе има честа и да избира, ќе има можноста да избира со кој ќе влезе во коалиција. Вие минатата недела изјавивте дека принципот победник со победник беше нарушен од страна на ДУИ во 2016 година. Дека сега ќе се оди по принципи и дека посакуван партнер ви е албанската опозиција. Сметате ли дека ќе се најдете во принципите со албанската опозиција? Сметам дека ќе се најдеме во принципите и во политиките. Од гледна точка како ја гледаме иднината на државата. Затоа што иднината на државата не е да ставите камен темелник на фабрика за електрични автомобили во Тетова, за потоа 2 години потоа и покрај добиената државна помош таа фабрика за електрични автомобили да не постои. Треба да има рамномерен економски развој на државата. Сметам дека со добри економски, образовни, здравствени политики целата држава ќе ја направиме поуспешно место за живење. И затоа да почекаме кампањата да заврши, но мислам дека ќе има огромно изненадување во само прокламираниот Европски фронт, тој е всушност антиевропски фронт од гледна точка на ноќта на изборите како ќе излезат резултатите. Ние имаме пред нас предизвик да имаме добар резултат на парламентарните избори, да се избере до 61 да стигнеме, па ќе клучно да се стигне до 61. Так. Тоа е парламентарна демократија. Вие барате мнозинство.
Да се стигне до бројот 61 и потоа, врз основа на принципи и политики, да работите секако за проширување на тоа мнозинство, бидејќи често за носење на клучни законски реформи е потребно и поголемо мнозинство да имате, и поголем консензус да имате. Така да, ние на тоа работиме во моментот. Чекор по чекор. Прво 61 и нов председател на Република Македонија, а понатаму сето она што е значено за граѓаните. Погладко. Сега баш тој Европски фронт цело време е во еден наратив дека ВМРО ДПМН во последните години се оддалечи од албанските граѓани, албанскиот фактор, па дури тие велат од мултикултурализмот, мултиетничноста. Сега наеднаш ВМРО значи ќе треба ДПМН ќе треба да влезе во една мултиетничка приказна, каде што десница со десница, да речеме албанската опозиција исто клони кон десница, ќе треба заеднички да кажат, јас и ти можеме да бидеме десничари, да имаме да се интересираме за конзервативни теми, македонец и албанец така натаму, а сепак да функционираме во оваа држава. Каков ќе биде каков е наративот на ВМРО ДПМН во таа? Наративот мора да не биде фундиран врз основа на создавање на граѓанска држава. Значи, ние мораме да зборуваме за квалитет, ние мораме да зборуваме за поединецот и ние мораме да зборуваме за како квалитетниот поединец ќе го ставиме на најдоброто возможно место за тој да испорача успех, да донесе резултати и заедно сите да бидеме поуспешни. Затоа сметам дека принципот на мултикултурализам, почитување на мултиетничноста, почитување на мултиконфесионалноста, сето тоа се значени елементи кои што имаат трак во кодот на нашето општество. Од тие елементи сме имале добри, сме имали лоши искуства. Искрени треба да бидеме и отворени за тоа. Но сметам дека севкупниот општествен развиток на едно глобално ниво е стигнат до таа фаза да ние немаме избор освен да зборуваме за граѓански концепт на водење на државата напред. Каде што не го гледаме човекот по име и презиме, не го гледаме по пол, не го гледаме по вера, кога го оценуваме дали е квалитетен или неквалитетен, туку го оценуваме по негови квалификации, како лични, така и професионални, независно од која вера припаѓа, независно од која етничност припаѓа, независно од тоа на кој пол тој или таа припаѓа. Така да сметам дека доколку ја движиме државата напред по такви принципи, Македонија како може да биде успешна со работа и со труд. Значи можеме да бидеме десницата може да ги понесе граѓанските вредности. Така се покажува искуството во Европа, кога десницата е на власт, државата е успешна. Кога левицата доаѓа на власт, тогаш следува периодот на посебно на економски неуспех. Испаќа дека десницата е подобар полиси мейкер и писмейкер, да речеме. Да. Добро, господин Мацунски, вие сте исто така популарен градоначалник. Општина Аеродром е меѓу најурбаните општини во земјава, како еден мал Њујорк. Дали некој се обидел да ве подмити, да ви искуши, да ви побара влијание? Дали се случува тоа? Знаете, се случува да луѓе сакаат да имаат различни форми на влијание. Прашањето е уште на почетокот на вашиот мандат, посебно во институции кои што имаат и поголеми буџети, и поголеми капацитети за носење одлуки, каде ќе ги поставите вашите бариери. И сметам дека јас имам поставено сериозни бариери, истовремено имам и доверба во луѓето со кои што соработувам, да сериозен обид за такво нешто немало. Имало поединци кои што секогаш се обидувале да дадат свое мислење и тука вие треба да бидете многу внимателен, но од таа гледна точка посебно во делот на одлучување, кој што е подложен на такви влијанија, сериозно го имам ограничено кругот на луѓе со кои што комуницирам и соработувам, за и да не се доведам себе си како и институцијата со која што ја водам во таков притизвик негативен. Така. Има ли Тимчо Муцунски решение за корупцијата во Македонија, за ова што се случува и во правосудството и општо? Решението е најмногу во нашата свест. Значи, така, генерално имаме солидни закони, генерално имаме и солидни политики, но решението е во колку имаме свест
дека тоа е најголемиот канцер кој што нашиот систем го има. И доколку имаме свест, тогаш тие добри закони ќе ги почитуваме. Таму каде што некојаш во делот на најситното на месополитичко одлучување, не ни микро, месо и се едно ниво испод микрополитичко одлучување недостасува нешто, ви имате секојаш можности со подзаконски акти и со внатрешни политики да го дорегулирате тоа што треба. Но мислам дека е значајно да имаме свест и да кажеме време е да ставиме крај на се тоа. Бидејќи доколку не му ставиме крај, некој ќе има за себе си и можеби за своите најблиски краткорочен интерес, но и тој нема долгорочен интерес од истото. Бидејќи државата во кој што тој живее, во кој што неговото семејство живее и да даде Господ ќе продолжи да живее и после него, така ја урива сопствената продолжува да биде нефункционална. И затоа мислам дека клучна е свест. Да знаеме дека не треба така да се однесуваме и да ги почитуваме правилата. Мораме да работиме на градење на повисок степен на култура и етика. Тоа е тоа што мислам дека во моментот недостасува, што можеме сите да го направиме. Значи, буквално посветување на вредностите е клучот според вас. Добро. Господин Лацунски, вие исто така бевте секретар за меѓународни прашања на партијата, сте биле заменик министер за информатичко општество. Дали се гледате во иднина, или после изборите, во некоја друга позиција во партијата? Јас имам два клучни приоритети. Прв приоритет ми е сите ветувања што сум ги ветил спрема аеродром до 2025 година да се реализираат. Втор клучен приоритет е како една млада генерација во политиката да направиме се што е возможно Македонија да почне да се движи во нормален правец на функционирање. Мислам дека првата фаза која што ќе биде потребна после парламентарните избори е нормализација. Нормализација на меѓусебни односи, нормализација во делот на функционирање на институциите, пак ќе речам, од најниско до највисоко ниво. И мојот придонес е тука, секако во комуникација со соработниците, со луѓето од партијата, со најтесното раководство, со луѓето кои што ме гласале, со најблиските си како и семејството, е најзначајниот фактор во консултација, а се носат одлуките за каде ја гледате својата иднина, но пред се и над се ја гледам мојата иднина во Македонија и сакам да придонесам за што повеќе луѓе така да ја гледаат. Премногу блиски имаме успешни, едуцирани, позитивни личности кои што ги гледаме како секојдневно се иселуваат од државата. Тие да ги вратиме, а тие што размислуваат да се иселат, да им дадеме една последна надеж дека може во Македонија успешно и со позитивна енергија да се функционира. Да ги премислиме, значи, пред да стапнат во авион. Интересно е што ви исто така предавате реторика, а како мал сте освојувале награди по ораторство, но сте учествувале на превари. Дали имате кој е вашиот омилен оратор, да речеме, или говорник? Во делот на политиката, ако гледаме, по мене еден пример за говорник со добар говорник со добар развој е поранешниот претседател на Соединетите американски држави Барак Обама. Тоа е интересно да се види како почнува неговиот ораторски развој. Бил добар говорник, но не бил како што е сега, што е доказ дека говорништвото е една тема кон која што често луѓето имаат и резерва и страв, посебно од јавен настап, со добра работа и добар труд може да ве направи многу успешен во која професија и да работите. Така да, како еден пример за добар говорник, кој што јас го ценам посебно во делот на политиката, го давам пред поранешниот претседател на Соединетите американски држави Обама. И сметам дека тој е баш одличен пример, бидејќи ни дава искуство на како еден малку надпросечен говорник може да стане пример за сите други. Трамп беше исто добар говорник. Малци драма мајстор, можеби. Трамп има една доза на популизам. Тој можеби не е како оратор толку добар, но во неговото говорништво има популизам, во неговото говорништво има малку по-проста форма на изрази, кој што позитивно реагираат граѓаните. Јас не би го дал како пример од моја лична перспектива, но дали сметам дека е
добар и ефикасен говорник, да, го сметам тоа. Тука го делам ставот со вас. Сепак ќе врши работата. Да. Интересно е тоа, значи вие сте, например, стигале бейсбол. Додека сте биле во САД, сте свириле виолончел и кларинет, таму претпоставам во тие активности, школски и воншколски, мора да познавате. Дали се уште свирите нешто? За жал, го имам напуштено тоа веќе повеќе од 10 години, заради тоа што врските не ми го дозволуваат, но сметам дека две најзначајни вредности, а и од гледна точка на работата и на општината, но и од работата на државата во кој што треба да инвестираме се спортот и културата. Посебно кај младите луѓе. Јас, за жал, не успевам сега тоа толку често колку што би сакало од моја приватна гледна точка да реализирам таков тип на активност, иако во делот на спортот имаме една група на блиски луѓе со кои што барем еднаш неделно играме кошарка, но посебно кога е, например, во прашање мојот син, со сопругата се обидуваме, иако тој се уште мал, но уште на оваа помала возраст, да афирмираме таков тип на вредности кај него, дека значајна е уметност, значајна е музиката, значајно е да се отиде во театар и дека секој млад човек треба да спортува. Така да, по мене, можноста што сум имал, да имам пристапи до култура. Сум се обидел со музиката, не сметам дека сум бил успешен, но значајно е што сум се обидел, што имам некој искуство во тоа. Да, искуството во спортот се тоа во кој што мораме како држава да инвестираме за да и добиваме развиени сестрани личности во нашето општество. Ја спомнавте фамилија, значи имате мал син Ијан. Во едно интервју спомнувате дека денот ви почнува класично, како секој друг го носите во градинка, се посветувате на фамилијата, значи повторно тие семејни вредности, меѓутоа од друга страна грабите во кариерата. Дали кариерата им смета на тие семејни моменти или се балансира тоа? Секогаш се случува колизија и тоа е нормално кај секој семеен човек. Значи, кога се обидувате да балансирате, ретко постигнувате идеален баланс. И во моментот кога ќе се случи тој дисбаланс, природно е да настане фрикција, природно е некојаш да имате некој несогласување, па тоа е нормално во секоја семејна релација и тоа не треба да не плаши. Низ призмата на таквата семејна динамика, мислам дека семејството долгорочно станува и поцврсто и поуспешно како единка. Јас за жал, обврските како политички, така и академски, за жал ме растргнуваат некогаш професионално, но колку што можам сум присутен во семејството и при носење на клучни одлуки. Например, не само што го носам јас и на градинка, туку гледам колку што можам сега почнавме со часови за пливање, да бидам и тука присутен. Јас да бидам тој што ќе го носи на часови, но никако не можам да ја запоставам примерно улогата на мојата сопруга, кој што и таа си има своји професионални предизвици, но земајќи во предвид дека во моментот моите се поголеми, дава надчовечки напори за се да биде, што би рекле, како што треба, и секако нашите семејства кои што исто така значително помагаат во тој дел. Господине Муцунски, благодарам што учествувате на нашиот прв подкаст на Плюс Инфо. Допревме повеќе теми и мислам дека успеавме да одговориме на некои прашања, проблеми, парадигми од кои што сите нас не ја засегаат. А вас, драги гледачи, ќе ве видам или ќе се видите со некој од нашите колеги во следниот подкаст на Плюс Инфо.